Председателе Бислимовски, јас знам зашо зборувате кога кажувате за Даноков, кој што оплаќа термоелектраните, тоа нели беше поттики за тој париски договор. Всушност и таму данок на јаглерот го крстија, па се обврзаа државите како ќе намалат производството на електрична енергија од термоелектраните, па Леонардо Ди Каприо го пушта наваму натаму да презентира шо како ќе биде. Меѓутоа, свесни сме сите. Сите сме свесни дека овие ресурси ни се трошат на јагленот. Јагленот е потрошлив материјал, но еве во овој момент, пред да се потроши, имаме шанса, барем уште неколку години, додека се пренасочуваат капацитетите на останатите енергенси, да се искористи. Меѓутоа, ништо не се користи, пак ќе речем, во моментов најбитно е веројатно да вртат камионите на Вице Заев. Она што е проблем, од каде потекнува пропаста на Елем. Овака ќе ви прочитам една реченица. Пропаста на Елем започнува пред неколку години со новиот закон за енергетика, кој се донесе во јуни 2018. Имено во тој закон Елем станува измеќар на Евана и се обврзува во моменти кога цените на берзите се над 250 евра, како што беше во случајов, да ја продава електрична енергија на Евана за 36 евра, и ова е производ на тој бомбона бизнис кој што ќе си го влечеме нели понатаму како недостаток во Република Македонија. А инаку мислам дека треба и вие заедно со министерот да поттикнете да се инвестира во хидропотенцијал, во потенцијал за производство на електрична енергија од ветер, во сонце и така натаму. И мислам дека треба да ги изменувате уште сега, да размислувате како да се изменат законските регулативи за секоја онаа произведена струја што ќе биде повеќе или помалку, да нема таква спрега за доплата на операторите, затоа што со ваквите законски регулативи па и тешко кој ќе се одлучи приватен стопанственик да инвестира во таков потенцијал. Благодарам. Само на кратко.